Што беше Илинден, еле? Која година? Не ми текна се во моментот. Тоа не знам. Брзо, треба да идам. Зошто го празнуваме 2 август? Илинденско востание. Што друго ти значи тој датум? Празник на државата, како да кажам. Се формирала Македонската република. Која година? Тоа не знам. Пошто е ден на што беше Илинден, еле? Крушево, нели, имаше борба за Македонија, за самостанност, Илинденското востание, за самостојувањето на Македонија. Знам дека е празник Свети Илија, дека тогаш тргнало Илинденското востание кон Крушево и дека тогаш ги испрегат коњаниците, тогаш стигнуваат во Крушево. Која година се случило Илинденското До востание? 1903. Тогаш не треба да се бањаме ниту војна река, ниту пак војна вода. Македонскиот празник Илинден, кој што го означува упорбата за македонците за нивната слобода под турското робство кое што биле, од 500 години кое што траело. За кој што бугарите па викаат дека било па нивно, ама не е па нив. Асном дали нешто ти значи? Да, Македонското ослободително движење, нели? Која година? И тоа не знам да ви кажам искрено. На 2 август Прохор Чински беше, мислам, neko одржано, 1944, ако помнам добро. Што друго се случило на 2 август во македонската историја? Второто па заседание на Асном, мислам дека беше. Второто или првото па заседание на Асном, едно од тие две беше. Која година? 1944. Не ми текна се во моментот. Мислам дека не се доволно информирани. Мислам дека за младите представува само уште еден неработен ден. Нема нешто посебна тежина. Секој па македонец кој што живее овде и се чувствува како македонец и ја сака оваа па држава, мислам дека треба да знае многу историски по факти за оваа па држава. Голем број од нив па не знаат ни дел од тие револуционери зашто се бореле, ни кој бил за председател на Асном, ни тоа. Освен што почнало Илинденското востание, што друго важно се случило за државата? Дечки, вака, брзо, треба да идам. Се видиме во следно издание.